Денеска православната црква ги празнува Светиот Митрофан, прв патриарх Цариградски, и светите Марта и Марија. Светиот Митрофан, прв патриарх Цариградски. Неговиот татко Домети, брат на римскиот цар Проф, избегал од Рим како христијанин за време на гонењето на христијаните и дошол во Византија. Византискиот епископ Тит го посветил за презвитер. По смртта на Тит, Домести станал византиски епископ. По смртта на Домети, епископскиот престол го заземал неговиот постар син Проф, а по смртта на овој епископскиот престол го зазел Митрофан. Кога цар Константин првпат го видел Митрофана, го засакал како татко. Во време на првиот Вселенски собор, Митрофан веќе бил старец на 117 години. Па не можејќи самиот да земе учество во работите на соборот, го одредил својот викарен епископ Александар за свој заменик. Царот, тајно, за него го издействувал кај соборот чинот патриарх. И така, тој бил првиот патриарх Константинополски. Уште царот го повикал целиот собор да го посетат болниот и престарен архипастир. Кога царот прашал кого го сака за свој наследник на патриаршискиот престол, Митрофан го именувал Александра. Потоа му рекол на Александар Александриски: "О, брате, ти ќе оставиш многу особен наследник." И го зел за рака архидјаконот Атанаси, подоцна Атанаси Велики, патриархот Александриски, и го пофалил пред сите. По ова пророштво се простил со сите и по 10 дена ја предал душата на Бога во 325 година. Светите Марта и Марија, сестри на Лазар. По вознесението на Господа Лазар отишол да го проповеда Евангелието. Во ова му помагале и неговите сестри. Не се знае каде го завршиле животот. Достојно ест Јаково истину, блажи Порочную и
Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.